13-годишната Стојка е 600 оделение. Со своето петочлено семејство живее во Кочани. 600-оделенката целото свое детство го поминала во овие 4 ѕида од семејната куќа. Со мајка и татко и малиот брат, овде го почнувале и завршувале денот. Во спротивната соба од нивната куќарка живееле баба и дедои. Тешко ни беше, сите сме една соба и се страмевме да се спиеме со мајка ми, со татко ми, еле сме поголеми и кога седнеме да пишуваме ја и брат ми, јас сакам посебно да се учам, он посебно не бива сите заедно да сме. Не можем со брат ми, он се учи друго, ја друго и не можеме никако. И двајцата во исто време. Пред 15 години нејзината мајка Лидија го запознала таткото на Стојка, Ангел. Љубовта била поголема од сиромаштијата. Не било важно каде ќе живеат. Заедничкиот живот бил нивната среќа. 15 години сам живеала у тоа. У тие две собички. У едната беа свекоро и свекрвата, у другата јас и мажо ми. И децата. На дожд, студ, сонце, готвењето, миењето садови биле надвор во дворот. Гледањето на сопругот, двете деца и грижата за болната свекрва биле целиот живот на Лидија. Ние не можеме да бидеме заедно сите у една соба. Решивме да идеме у Хабитат, да ни помогне за да изградеме оваа соба. Како среќа да имав, со среќа, со кеф сам отидела и сам тражила и на прв пат парите сам ги земала. И се сум викала, јас никогаш пари нема да заштедам и кола да си купам и куќа да си направам. Износот кој го добиле од штедилницата можности со помош на невладината Хабитат им помогнал да ја изградат оваа соба. И Алексови станале дел од големото семејство Хабитат, кое на нашите простори обстојува веќе 2 години. Заедно со уште 200 други семејства од оваа организација добиле пристојни живеалишта. Семејството Хабитат своите членови не ги разликува, ниту дели по полова, религиозна и верска припадност.